Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со акцијата за собирање на кравите, додека таткото и двете ќерки веќе се во 8-дневен притвор. Од АХВ за Телма потврдуваат дека нивните екипи секојдневно излегуваат на терен заедно со полицијата, но дека засега не може да споделат повеќе детали. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе продолжи со спроведување на решението за одземање на животните и во соработка со надлежните институции ќе продолжиме во спроведувањето на мерките. Во однос на овој случај, агенцијата активно работи на решавање на истиот и до овој момент во интерес на истравата, ова се информации кои може да се споделат со јавноста. И додека поголем дел од кравите и натаму слободно шетаат по нивите и патиштата во Паланечко, поголем дел од семејството кравари се во притвор поради вчерашното попречување на полициската и работата на инспекторите од АХВ. Од семејството пак тврда дека немало никакво противење. Една од ќерките за Телма изјави дека тие биле целта, а не кравите. Насилното акција и тешките телесни повреди, неправилностите што се случија вчера, кога полициските службеници без провокација, без отпор од наша страна, употребија прекумерна физичка сила врз моето семејство. Ниту едно лице од нашето семејство не изврши отпор, не попречуваше службено лице и не направи ништо што би го оправдало ваквото насилство. Жителите на околните села со години се жалат дека кравите им го уништуваат земјоделското производство, а големи количини зилка завршуваат како отпад. Тврда дека постојано се соочуваат со закани од семејството и бараат државата итно да реагира. Имаме тортура од крави во нашето село кои ни прават големи штети. Собственикот Гоце Ѓорѓиевски со неговите 3 ќерки многу прети на местното население со убиство, со палење на куќи, со кршење на коли што имаме на своје име и се понашаат насилници. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за Телма посочуваат дека семејството Ѓорѓиевски од 2020 година наваму поднесувало барања за субвенции, но никогаш не дозволиле инспекторска контрола на терен, поради што нивните барања биле одбиени.